Доцент доктор Владимир Рендевски, неврохирург, клиника за неврохирургија во студио 10. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Многу убави поводи, дури да се размислите студио 10, патот до успехот, меѓутоа нека ќе каже, имате поприлична биографија зад вас, во смисла на тоа што дека неколку награди, кога го говоревме од Пула, така? Прва награда во Пула, имате бројни награди, научна книга од областа на медицината под наслов Mind Brain Education под покровителство на најголемата светска издавачка куќа за стручна литература Springer од група хрватски академици, професори, во едно поглавие сте и вие, сега ќе кажам професори, но пред да почнеме со овие убави работи, ќе ве замолам за еден краток коментар за ова за онкологија, бидејќи тоа е она што луѓето ги интересира, а на крајот ќе се осврнеме и на други актуелни проблеми со здравството. Како гледате пред се, не ве прашувам како поранешен заменик министер, као неврохирург, као човек вака од страна. Можете ли да се абстрахирате да дадете еден коментар? Повеќе ќе дадам коментар како човек, би рекол една крајна нечовечност и нехуманост на оние што постапиле. Така, срам за белиот мантил. Некако сите коментари беа во таа насока. Од вашите колеги доктори, срам за белиот мантил. Така е. Треба да се спроведе до крај истрагата и едноставно да биде поука, да нема веќе неказнивост. Работите да тргнат конечно на добро. Бевте изненадени? Првата вест? Јас искрено лично имав слушнато за некои такви случувања, но само така од разговори искрено. Но тешко е за верување, така, бидејќи слушаме разни... Иначе начинот, деталите кои што сега ги слушаме се веќе нешто ново, меѓутоа одредени поплаки сум слушал дека се случуваат со тие лекови, со биолошката терапија, со цитостатиците и претходно. Професор, ќе говориме на крај за сите проблеми на здравството. Ми беше битно ова, пред да влеземе во она за кое што практично ве повикав, секако научен работник. Што значи за вас да се објави во едно поглавие во Springer, така вие сега да објасним прво што е Springer, тоа е врвно научно списание. Springer не е научно списание, Springer представува издавачка куќа. Издавачка куќа, да. Моментално најголема издавачка корпорација во светот. Во нејзината архива досега се објавени преку 300.000 книги и 2900 до 3000 научни списанија. Springer е значи издавачка куќа за стручна литература. Освен за медицина, се издаваат поглавја и од техника, од информатика, од други природни науки, од архитектура, така што за еден научен работник и за тим, како што ние работиме повеќе од 10 години на оваа проблематика со мозочните удари, ова последно поглавие што заедно со колегите професори и академици од Хрватска не инкорпорираа во таа нивна книга, представуваше навистина за нас една голема потврда за изминатата 10 годишна работа што ја остваривме на тоа поле. Така што искрено давам поттики кон другите млади научници да работат трпеливо, да бидат пред се честни во објавувањето на научните резултати, бидејќи во овие издавачки куќи постои прво многу строга селекција и рецензија за нешто да објавите. Најпрво, било кој научен труд се дава на рецензенти, најчесто 2 до 3 рецензенти, анонимни рецензенти, кои што тие го немаат името и презимето на авторите, го добиваат само трудот и независно еден од друг понатамо даваат нивно видување рецензија со дали веднаш трудот ќе биде прифатен или одредени сугестии каде што треба да се коригираат некои подобрувања, технички детали, статистички дообработувања, така што финалната фаза на вистина кога се објавува во такво списание, во таква издавачка куќа, значи дека еден труд на вистина вреди. Ви значи ово? Секако. Значи и за нас пред секако држава за тоа што останувате во Македонија. Во смисла на тоа не
се не знам колку пати сте помислили да ја напуштите држава, бидејќи тоа е тренд за белите мандили, особено за сестрите. Еве може и овде да се функционира, иако со на мускули, предпоставам, народски кажам. Голем проблем е одливот на здравствениот персонал и на сестри, меѓутоа и на лекарите. Голем проблем што навистина е предизвик како држава. Мораме да најдеме начин да ги зачуваме тие кадри, бидејќи сум кажал и во друга прилика, особено во помалите градови, па и во руралните средини се испразнуваат здравствените установи, веќе се на работ на екзистенцијата. Мора да се превземат итни мерки да се зачува здравствениот персонал тука. Ќе има и што ќе одат, меѓутоа да има реално здравствен персонал во доволен број за да работиме како што треба. Докторе, нешто повеќе за вашите истражувања од областта на вашата наука, невронауката, мозочни, како ги велите вие, биомаркери и така натаму. Сега многу јас не сум во оваа проблематика, но тоа е ваша стручност. На ова поле работиме ние веќе 11-та година. Од 2013 година наш првичен фокус беа пациентите со хеморагичен мозочен удар или народски кажано со излив. Во последните 10-15 години покрај тие клинички знаци и да кажам радиолошки параметри, например волуменот, големината на хематомот, визуализиран на компјутерската томографија, се поактуелни беа испитувањата на така наречените биомаркери. Тоа во суштина се молекули од плазмата и од крвта кај пациентот, кои што во одредена концентрација постојат кај секој здрав човек, меѓутоа по настанување на мозочниот удар, како резултат на така наречен стрес и инфламаторен одговор, одредени од тие молекули се покачуваат и стануваат специфични, колку што е потежок мозочниот удар, толку и нивната вредност во плазмата се покачува, така што добивме на идеја нивната квантификација, односно мерење на нивната концентрација, да го поврземе со клиничкиот исход, значи со прогнозата како ќе се движи болеста и со развојот на отокот мозочниот едем. Така што во таа насока, откако од сите тие параметри ги детектиравме кои се најважните со најголемо влијание, врз основа на одредени статистички методи, да кажам, изготвивме напросто кажано математички формули. Така што кога тие молекули ги мериме првите 24 часа и во однос на таа пресметка што ја дава математичката формула, ние добиваме веројатност каков ќе биде клиничкиот исход, дали ќе се движи пациентот кон добро или кон лошо и колкав би бил волуменот, големината на тој оток што се јавува после хеморагијата, така што добиваме еден патоказ во која насока да оди третманот и лекувањето. Тоа е накратко во суштина истражувањето. Првите 2-3 години, 2013 до 2015, ги испитувавме глутаматот и тумор една од тие молекули, и тумор некрозниот фактор алфа, а понатамо 2018-19 година ги вклучивме и интерлеукините. Практично последната прва награда на меѓународниот конгрес во Пува беше еден сублимат од сите наши досегашни истражувања. И кој е ваш предизвик да отварате глава? Така се народски кажемо, отварате глава. Мозокот е најнеоткриениот, како да кажем, орган. Секоја работа си има, како да кажем, предизвик уште од секогаш или? Па не е искрено од секогаш. Не. Јас како средношколец многу ја сакав физиката. И одев често по тие државни републички тогаш надпревари по физика, исто имав многу награди и моја љубов повеќе беше физиката и инженерството, да кажам на некој начин. Меѓутоа некако во последен момент така се одлучив за медицината, па понатамо во 4-та година кога навлеговме во неврологијата, многу слични и адекватни ми беа невронските кова што ме подсетува на електричните кова во физиката и така полека направив
еден сублимат кон неуронауката, да кажем. Во моментот во Македонија, во пораст е бројот на мозочни удари? Искрено не можам точно да одговорам на ова прашање. Повеќе можеби поадекватно податок имаат колегите од клиниките за неврологија, бидејќи мозочните удари не се само хеморагични, туку се исхемични. Голем дел од тие исхемични удари се лекуваат и се третираат на клиниката за неврологија, одделите за неврологија низ државата, така што вкупниот број на мозочни удари во секој случај зависи од временските разлики, од температурните разлики, од атмосферскиот притисок, меѓутоа дали се покачени или не можам да дадам точен одговор, искрено. Но добро, евидентно е вака кога ќе слушнеме Меѓутоа се ќе чести, видиме, многу се чести и се доста кај се помлада популација, тоа се забележува, особено тоа е карактеристично, мислам дека заради постресниот начин на живење, нерегулирањето на крвниот притисок е главен фактор, особено за хеморагичниот мозочен удар, хиперлипидемијата, значи помрсната храна, недоволна физичка активност, од друга страна принесуваат исто и кај исхемичниот мозочен удар, така што еден комплексен, да кажам, начин од повеќе фактори влијае на порастот, така што апелирам до сите, особено до помладите, да водат поздрав начин на живот. Тоа сакав да прашам, како да набилдаме еден вид здравствена култура, водење здрав начин на живот, некако бегаме од таа мантра и некако се повеќе сме затрчани по она брза заработувачка, дали и парите го прават своето, па сите трчаме, бркаме нешто постојано. Треба некако, како да кажам, да се има една дисциплина во живењето, една смиреност. Не викам дека само индивидуата тука влијае, и самата држава, и се треба, и здравствениот систем, и едноставно луѓето треба да се осеќаат среќни за да бидат и спокојни. Се влијае на тоа. Како сами да си помогнеме? Со пешачење, како да се посветиме на па напросто, би рекол, со една умерена исхрана и со една барем умерена физичка активност. Без многу мрсна храна, движење во текот на денот, редовно спиење. Напросто она што самиот човек поединец може сам себе да си помогне, би рекол. Автор и коавтор на 98 научни трудови објавени во реномирани медицински списанија, особено оние импакт фактори кои што беа актуелни, кои што се актуелни одам пред да стигнам на оваа прва награда во Пула. Кога работите, кога пишувате, што правите? Па, научната работа, да кажаме, поврзана и со практичната работа. Ако одредени пациенти што ги работиме, значи кај секој пациент имаме историја, анамнеза, одредени параметри кои што ги мериме, ги визуализираме, ако конкретно се фокусираме на одредена работа што е од интерес, едноставно тие податоци ние самите ги имаме во секојдневната пракса и понатамо треба да се направи добра статистичка обработка, да се знае што треба да прикажеме. Особено е важно за еден научен труд и да има актуелност, односно да работиме проблематика што е секојдневна и што е актуелна, да ја споредиме со други научни истражувања, резултатите кои што се евидентни, значи цитирање на понови референци, така што тоа е, да кажам, начинот за да се има еден добар научен труд да биде прифатен во научната јавност. Но како пишува, како рековме, 98 научни трудови, тоа не или е? Па работиме уште од време на кога бев студент и по студентските конгреси, понатамо како општ лекар, како специјализант, па понатамо како специјалист веќе и повеќе колеги сме уклучени сега во овој мултидисциплинарен тим. Имаме колеги од нашиот, од медицинскиот факултет, од природно-математичкиот факултет, тука се професор Ицко Ѓорговски, магистер Борис Алексовски, доктор Ана Михајловска Рендевска од Институтот за радиологија. Знам дека имаме некои слики кои што сега не гледам, така, може да циркулираат режија од оно што е работа на професорот Рендевски. А ковидот влијаеше кај, бидејќи прочитав овде член на COVID Search, претпоставувам група на автори кои што истражува ковид влијание кај разни хируршки болни. Ова публикација немаше врска со ковидот. Таа COVID Search група е исто една голема мултицентрична студија,
под покровителство на Велика Британија, Обединетото кралство, така што од нашата држава сме десетина колеги, повеќето од хируршките клиники, испитувавме одредени ковид влијанија кај хируршките болни, меѓутоа не поврзани со интрацеребралната хеморагија. Иначе ковидот, како што знаеме, особено покажа предиспозиција за зголемен број на тромбози, така што особено беа почести исхемичните мозочни удари. Хеморагиите не ги споредувавме се уште со ковидот. Така што тие три трудови во таа ковид срж група се однесуваат на други ковид фактори, не на мозочните удари. Да, кој ќе каже тромб, и тоа е актуелно во изминатиот период, и знаете, имаше едно време кога сите ги мерија оние, како се вели, дедимери, и тоа стана не тренд, туку повеќе страф кај луѓето, и ние во последно време се почесто слушаме се откачил тромб, одеднаш. Тоа се голема причина на смртност, да, беа тие нагли тромбемболи и ковид пациентите. Мислам дека се уште ги, можеби не се во толкав обем, меѓутоа се уште како ќе слушнете тромб се откача. Да. Поврзането е патофизиолошки механизам на одредена предиспозиција на хиперкоагулабилната состојба со создавање на тромбот и откачување на тромбот. Тоа е еден поврзан процес што се јавува и кај други болести, не е само кај ковидот, меѓутоа беше актуелен кај ковидот. Но тоа може да се контролира или? Се прима одредена терапија, да. Не, добро, сега тие клексаните кои што сите ги знаеме, веќе ги научија сите кај нас, бидејќи ние сме многу интернет доктори, не знам тоа. Меѓутоа опасно и пак и во друг правец да не се предозира. Таа состојба што од друга страна спротивно предизвикува често и крварење. Но тоа можеш да превенираш? Со терапијата, значи со самата терапија, со мерење на тие хематолошки параметри, се превенира секако, да. Добро, како се создаваат тие? Што се создава? Што е причинител? Бидејќи тој нели како велат, можеш да имаш транзиторен мозочен удар кај тромб, се откачува, поминува некаде или застанува. Ако поминува, може да застане ако застане, тогаш ќе даде трајни последици. Тоа се од самите тромбоцити. Да, но тој дел може да се контролира без терапија, како овака природно некако. Се ја прашувам лаички, природно, искрено, значи здравиот начин на живот во секој случај дава една оптимална состојба, еден оптимален хематолошки статус на крвта кој што очекуваме дека не би дал создавање на тромбови. Пак кажувам, бројот на тромбоцити, оштетувањето на ендотелот на крвните садови, други придружни болести како ковидот, атеросклерозата, сите тие се комплексни механизми кои што учествуваат во формирањето на тромбот. Така што, пак би кажал, во крајна линија, здравиот начин на живот ја одржува во оптимална, да кажам, состојба и самата крв, а и самите крвни садови. Што викат, човек е млад онолку колку што му се добри крвните садови. И сега, ние, професоре, сме здрава нација или се запустивме малку? Како ви изгледа вака? Па сега, од искуството вака со пациенти, јас сепак мислам дека сме на некое средно ниво во Европа. Не сме најлоши, не сме ни најдобри, меѓутоа така на едно средно ниво се држиме, што не значи дека не можеме да бидеме и подобри. Но во споредба со претходно имаме некое влошување на ситуацијата или не се грижиме доволно за себе, немаме доволно физичка активност, повеќе сме фрлени на брза храна, на оние, како видите вие, праженици, масноти. Па јас, мој впечаток личен е сега, овој не е, мислам, научен податок, дека здрав, мислам, помладава популација сега, голем дел, не сите, меѓутоа голем дел живеат здрав начин на живот. Особено еве се актуелни тие сега нутриционисти, здрави храни, мерење на калории, што ние искрено пред 20 на години не ги правевме. Така да голем дел, мислам, од младата популација и живеат здраво. За разлика пак има други што се отидени во друг правец. Па така да треба да бидат овие пример за сите. Сите почнуваат од понеделник. Почнуваме од понеделник со здрав начин, да не кажем на диета. Што е brain pathology? Мозочна патологија, претпоставувам, што е? Brain pathology беше списание, исто меѓународно научно списание, во кое што минатата 2022 година го објавивме нашиот научен труд токму од овие мозочни удари, каде што беше конкретно објаснето влијанието на тие интерлеукини врз клиничкиот исход и прогнозата на клиничкиот исход, како што кажа, врз основа на тие математички формули
ја предвидовме веројатноста за настанување на смртен исход кај пациентите со мозочен удар, со сензитивност на методата некаде од 87-88%, и исто така изработивме еден апликативен софтвер. Тоа е една едноставна програма, каде што со внесување на тие вредности на интерлеукините, самиот компјутерски програм ние пресметува веројатноста на смртноста, така што со тој труд ја добивме и таа прва награда во ПУВА, исто така Ова е беше тоа за прифатен и во преспитување на веројатноста Брен- на смртен исход кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Да. И тоа е во Пула, она кое што говоривме тогаш од Пула, кога Да, разговаравме да. меѓутоа на... А во Brain Pathology практично беше публикуван со еден така респектабилен импакт фактор 9, така што беше навистина заслуга за прифатеноста на нашата работа од научната јавност во светот. Да, бројни награди учества на меѓународни конференции, конгреси, симпозиуми. Прва награда на 62-тиот меѓународен конгрес за неврологија и психијатрија Mind and Brain, Пула, Хрватска, 2023 година, тоа е оно за кое што говоревме и за кое што сега не знам, ова поврзано е подготовка на научниот труд за пресметување на веројатноста на смртен исход кај пациентите со хеморагичен мозочен удар. Тоа е суштината Ова е на тоа, така? Да. Колку време работевте на ова? Ова прва награда, таму претпоставам на Па Токио тој труд конгрес. последен го, мислам, тие податоци ги работевме негде околу 3 години, 3 години и нешто, негде од 2018-19. Кога почнавме да ги селектираме пациентите, 70 и нешто пациенти беа. Тука не фати и времето на ковид, кога дел од тие пациенти со ковид, значи ги исклучувавме од студијата, беше потешко да се собери тој статистички примерок. Работевме така да доста, негде 3 години. Како дојдовте на идеја да го работите баш ова? Па ви кажав, идејата нас ние од пред 10 години, меѓутоа актуелноста покажуваше дека се понови биомаркери се вклучуваат во тие прогнози, едноставно го следевме трендот во научната јавност во светот и практично нашите резултати што ги добивме ги компариравме со тие објавени од други научници. Така што во науката е добро некогаш и да се има некои слични научни трудови што ќе покажат дали одредени слабости или одредени пак потврдувања на некое истражување и од друга група научници. Сигурен сум дека нема да застанете ова. Како реагира на конгресот во Пула, бидејќи таму претпоставам имаше ваши колеги буквално од целиот свет. Така, сега за да стигнете до прва награда, тоа не е мала работа. Искрено таа награда досега ми е најдрага од сите. Не знам зошто. Едноставно бидејќи некако ја привршувавме таа 10 годишна работа на тоа поле и навистина кога претходно беше објавен научниот труд во Brain Pathology, некако бевме охрабрени дека тоа е веќе прифатен, признат, респектиран резултат, така што отидовме тамо, тоа е еден голем меѓународен конгрес, 62-ри поред, значи под покровителство на Светската асоциација за неврологија и Европското невролошко друштво, имаше преку 400 учесници од Европа, од Египет, така што одлучува едно меѓународно жири и навистина беше голема чест и задоволство за нас што се одлучија таа највисока награда да ни ја доделат баш нас како една така мала земја би рекол, но навистина голема чест беше за нашата научна група. Сега, професоре, Македонија е земја каде што ќе ти проста цена успех никако. Ова претпоставаме ќе најде примена некаде, така? Кај нас треба да најде примена. Имате ли подршка од државата, од системот, или повеќе идувате на сопки, бидејќи јас нема да бидам изненаден ако ми кажете дека Не, нема сопки, ова е се уште значи научно истражување што туку го завршивме и мерењето на тие биомаркери единствено се прави за научни цели. Значи може да се прави само во некоја голема здравствена установа како што е клиничкиот центар. Не може да ги мерите вие интерлеукините и факторите на оксидативен стрес во некоја помала болница, би рекол, во Битола и во Штип. Меѓутоа, еден референтен центар во државата можеме да направиме што на некој начин од тие насоки ќе видиме на кој начин делува, дали го подобруваат третманот кај овие акутно загрозени пациенти. Не е тоа многу скапо,
така што мислам дека можеме и да го реализираме во пракса понатаму Колку за пари? скоро време. Па не знам, тие се апарати, еве конкретно, тие методи се апарат за кинетичка спектрофотометрија и другите се ензимски имуноесеј се вика. Ензимски што прави? имуноесеј го има и на повеќе место, а кинетичката спектрофотометрија мислам дека ја има на Природно-математичкиот факултет, мислам дека и во Македонската академија за науки и А што уметности прави ја има. тој, како рековте, Ја мери кинетичка? концентрацијата на тие молекули од самиот примерот на крв, со соодветна метода се мери нивната вредност и врз основа на таа, како што кажав, измерена вредност, математичката формула ја пресметува веројатноста на смртниот исход. Значи, мора тие параметри од крвта кога ќе ги земеме од пациентот во ургентниот центар, веднаш да бидат измерени, квантифицирани. Тоа е суштината. Тоа е веќе кога пациентот е стигнат, така? Кога е стигнат, веќе кога настанал мозочниот удар. Кога е настанат удар. мозочниот удар Да. и сега да видите Да. колкава Колкави е се нивото тие на вредности. вредностите Така на е. смртноста за... Аха. Така. А како го рековте, стресот, Оксидативен стрес. Што е тоа? Па и тоа е една патофизиолошка состојба во организмот, која што врз основа на одредени патолошки состојби се покачува концентрацијата на тие слободни радикали, се нарекува, слободни кислородни радикали. И тие се исто така, не се специфични само за хеморагијата, меѓутоа и кај други болести настанува нивно покачување, како еден вид на реакција на организмот кон тој стрес што настанал, така што дел од нив, не сите, се специфични за интрацеребралната хеморагија и исто така даваат, како што кажав, показател во која насока ќе оди клиничкиот исход, односно и лекувањето на пациентите. Награда за најдобар труд за млад неврохирург на петиот годишен состанок на Српско неврохируршко друштво, претходно признание за највисок рангиран научно-истражувачки труд од областа на медицината 2022 година, објавен во меѓународно списание Brain Pathology, тоа што го зборевме. Втора нешто правите ми? Само собирате награди, ги броите? Па, навистина, кога работите Ова, предпоставам, искрено ова вака годи, така и ова ви... посветено, дава некој мотив, сатисфакција на секого. Да, тоа сакам да кажам. Некој кога Предизвик понатаму да работите уште повеќе. и предизвик и едноставно е она што си го сработил, ако некој го признае, ти дава задоволство. Секоја работа е таква и самиот пациент кога го лекуваме, кога ќе видиме како лекари дека сме го излечиле, дека си заминал дома, сме се поздравиле, е задоволство. Секоја успешно завршена работа би рекол дека дава задоволство на секого. Се цени ли успешноста, професоре, во нашата држава? Па јас мислам се цени, еве ова последнава награда што ја кажавте од Македонското лекарско друштво беше токму како една валоризација за тој објавен научен труд минатата година во Brain Pathology, така што еве од нашата, од македонската фела, од Македонското лекарско друштво навистина ни представуваше чест што еве и нашите колеги ни ја признаа нашата работа. После ова, во што имате намера да се впуштите да истражувате? Ова до кога ќе заврши или постојано ќе трае? Па има, овие се, би кажал, биомаркери се особено актуелни и на секои неколку години во научната јавност, бидејќи сме така навлезени во оваа проблематика, излегуваат такви маркери кои што даваат дополнителен импулс, дополнителна светлина, би кажал, во основа на оваа болест, меѓутоа има и други истражувања кои што се актуелни, така што со колегите исто така од Природно-математичкиот факултет планираме во иднина да правиме некои истражувања на туморското ткиво, на некои маркери, така што ќе видиме. Во секој случај ќе работиме. Не застанувате, ќе работите и понатаму. Но што е уште како да кажам, потреба да ни е драго на сите, што не сте од тие кои што размислуваат да ја напуштат држава, иако може би ви дошто преку глава многу пати доси. Па искрено да ви кажам, Сте имали ли понуда? имав некоја понуда минатиот месец, еве ќе кажам јавно, за во Саудиска Арабија, за 3-месечна работа, би кажал, привремена, не за ставно, така што за еден краток период размислувам да одам тамо, меѓутоа сигурно не за постојано да се одселам. Искрено се надевам дека можеме да го подобриме македонското здравство. Мала држава сме, имаме добри здравствени работници и
добри доктори, добри медицински сестри, само треба некако системски со мали работи, мислам дека може многу да се направи. Судиска Арабија. Ќе одите, така? Ако добро Па се надевам. 3 месеци? На 3 месеци се Тамо надевам. одите фамилиарно или сами се, не знам како, знаете, Па на за времето во таа Југославија знам дека одеа на по една година по Либија, не знам тамо по некој од афричките земји, меѓутоа обучува, учеа. Сега вие претпоставам Не, за одите работа, тие за се работа. нови болници кои што се отвораат и им треба здравствен персонал. Навистина е Саудиска Арабија во голем подем последните 10-15 години и краткорочно размислувам сам, а за понатаму мислам дека би се вратил со оглед на тоа што имам и помали деца, размислувам тука да бидам. Да не говорам за тоа колка е разликата во плата, кога станува збор за тие арапски земји, особено Саудиска Арабија, понудите веројатно се примамливи, сосема за крај еден таргет на актуелните проблеми во здравството. Бевте и заменик министр за здравство, што највеќе ве нервира? Најмногу се осетив искрено немоќен, еве таа минатата година додека бев на функцијата заменик министер, околу вработувањата на здравствениот персонал. Некако не се помирив кога гледам дека нон-стоп, поготово како што кажав, во помалите градови, во здравствените установи се одлева медицинскиот кадар, дел заминуваат во странство, дел се преселуваат во Скопје, голем дел по основ на пензионирање, многу малку вработување. Многу е сложена таа правна... Запазите ја мислата, морам да направиме една пауза за реклами и ќе се вратиме назад за да го заокружам ова, бидејќи така го остави за на крај. Кратка пауза за реклами и се враќаме назад. Да, и сакав некако за крај да го оставам професоре, докторе, неврохирург Рендевски, ова околу професионален осврт на она што се практично проблеми во здравството, гледаме дека ги има многу, затоа и почнавме со онкологија, вие тргнавте со поедноставување при вработување, нема доктори, нема сестри. Зошто заминуваат? Главниот проблем, ви кажуваме, е многу тешката процедура на вработување. Правно е многу тешка процедурата. Например, конкретно за упразнати работни места, наместо здравствената установа да може да си распише конкурс, повторно се бараат согласности од Министерството за здравство, Министерството за финансии, тука особено многу, да кажам, беше потешкотија, така што слушнав сега од актуелниот министер дека таа процедура ќе се поедностави и навистина ја поздравувам. Ако е така, мора да ги вработиме младите колеги. Тоа е начинот за да останат тука и особено мислам дека треба селекцијата на кандидатите е многу важна. Повеќе да се обрне внимание изборот на кандидатите, поголема сувереност да има и стручниот колегиум и менаџментот на болницата, да се смени тој закон со тие фиктивни, да ги кажам, тестирања, каде што ви доаѓаат непознати кандидати, а во однос на поените што ги добиле, прашање искрено тие поени како ги добиле, бидејќи се покажува понатаму кога ги вработуваме, се некои од нив, не сите, се исклучително слаби. Значи како лекари, така што не соодветствуваат со тоа знаење на тестирањето. Добро, намерно ли некако запустува тој клинички центар, таа државна болница? Како таков печаток дије? Приоритет за мене, за секоја држава, за секој здравствен систем е да имаме јако државно здравство. Јас од секогаш сум се залагал за тоа и се надевам дека конечно ќе се придвижиме напред. Има одредени и во тие отворање сега на европски поглавја, значи и во здравството има број на лекари, број на медицински сестри по глава на жител, заостануваме. Но, докторе, кај нас што работат другите клинички центри? Знаете, порано, барем јас се сеќавам, не можело слепо црево да се прати во Скопје, се знаело што се праќало во Скопје. Вие денес во Скопје ви препраќаат на вас се и се што, затоа што некој доделувал специализација, дали по партиски клуч, дали по не знам каков клуч. Затоа кажувам, квалитетот на изборот на здравствениот работник. Особено, по мене треба минимум да се има неколку месечно искуство, волонтерско, на оној кандидат кој што би сакал да се вработи, по мене, значи не значи дека мора да е така, ова е мое видување, врз основа на тие волонтери да даде мислење стручниот колегиум и од оние што позитивно би го поминале тој прв филтер на стручниот колегиум, менаџерот, односно директорот на болницата да избере. А да примаш ти анонимни, непознати кандидати, само некој затоа што ќе дојде и ќе освои, не знам, 92 поени на тестот, тоа е
некако ирелевантно. Никаде, еве и колегиве што одат во Германија, значи главно е кажуваат дека треба да те види тамо прокторот, менторот во здравствената установа, прво кои си твоите лични квалитети. А не одат прво во ЦДУ кај Меркел или кај вакво? Нема тестирање, ниту во Словенија, ниту во Германија. Значи главно е да се види со кои кандидати имате работа, да се види дали има домашно воспитување, дали има одговорност кон пациентот, неговата медицинско познавање, сите тие се аспекти кои што единствено може да ги види оној што работи со тебе. Сега, зашто го запустивме ние системот? Јас порано се сеќам дека во селото, во села имало доктор или амбуланта, може би не секој ден, меѓутоа 2 пати во неделата, да не зборувам за во градовите. И секој ден имало, рурални амбуланти имаше, беа по здравствените домови. Во се знае болници каде што имало во поголемите градови и не се препракало се во Скопје. Исто мислам дека и таа реформа со примарното здравство, со приватизацијата е искрено промашена. Тоа е мое лично видување. Имате голема концентрација на пациенти кај одреден матичен лекар, а има цели региони, особени рурални општини на километри каде што немаат амбуланта. Значи нема равномерна дисперзија на здравствениот систем. Се прави многу лесно, само треба да се има волја од оние што го водат здравството. Се плашите ли од отварањето на многу медицински факултети? Ако државата има здравствена политика, викам, на добра селекција на кандидатите и да запиши онолку студенти на годишно ниво, може да има повеќе медицински факултети и добро е, не мора да има еден. Меѓутоа, да нема пренатрупаност, не да има автономија секој факултет во борба за студенти да запишува колку сака. Еве, земете ја за пример Словенија. Значи, државата ја прави таа планираност на број на студенти, не само за медицина, и за другите гранки. Има медицински факултет во Марибор, во Љубљана, исто и во Хрватска. Секој факултет треба да има равномерна дистрибуција, значи регионална, добро е да има, меѓутоа да се запишуваат определен број на студенти согласно потребите на државата. И секако да има квалитет во самото образование. Вас ве гледам како неврохирург, ви верувам. Дали ако влезам на клинички центар денес можам да верувам на докторите? На сите? Јас искрено мислам дека на поголем дел да. Ова е мое лично мислење. Дека во клиничкиот центар има навистина голем дел на добри доктори кои што одговорно си ја работат својата работа. Тоа е мое лично мислење. Кој е моментот кој што не функционира да мора да се крене телефон за да влезеш? Не говорам сега, знаете, тоа функционира, тоа некој ќе чекал, ќе дојде од, сега карикирам, од рурална област, ќе чекал. Искрено, некогаш пациентите и го злоупотребуваат тоа пријателство. Не секогаш, навистина некогаш е потребно, меѓутоа со воведувањето на мој термин, јас одговорно кажувам дека на мојата клиника, на клиниката за неврохирургија, дека секој пациент е прегледан во денот кога е за термин. Може би ќе има одредено задоснување 15-20 минути, пола час, ако има, бидејќи голем дел проблем прават и тие приоритетни упати, кои што имаат важност од 7 дена, а мораш и нив да ги реализираш. Така што, реално голем дел од пациентите, во однос на тој воведен систем на мој термин, мислам дека добро функционира. Не е идеален, меѓутоа добро функционира. И чекањето за оперативни интервенции, еве, јас за мојава клиника кажувам, дека не е големо. Сега на други места не знам како е. Уште 2 прашања со специјализантите, бидејќи тие ги гледам на протести натаму наваму. Имате специјалисти како да се решат со специјалистите, пардон? Специјализантите, ви кажувам, треба адекватно да се вработат, значи има место за повеќето, има место. Има. Болниците се Значи со права протестираат, сакам да кажам. Со права дисперзија, со правилна распределеност, кога би се поедноставил тој договор за вработување, еве, ќе кажам клиничка болница Битола, бидејќи и таму одиме покриваме со дежурства, има еден колега неврохирург кој што е уште 2-3 години до пензија и 2 специјализанти. За секој оддел да функционира треба најмалку 4 до 5 специјалисти. Исто во Штип има само 2 специјалисти неврохирурзи. Во Костозглобната Свети Еразмос е 2. Има место. Само треба младите колеги да се вработаат за да ги зачуваме. Докторе, нов клинички центар или стариот? Овој постоечкиот. Нов клинички центар во секој случај е добро да се направи и е навистина еден предизвик
за државата. Сега за локацијата има различни видувања искрено. Во секој, дали е во потребен, секој случај генерално? е потребен и според мене е потребен да биде најмалку 15 до 20% поголем од актуелниот, а не помал како што се планираше. Ова исто и препорака од колегите од клиничкиот центар од Белград, каде што лани како заменик министер бев да го посетам тој нивни нов клинички центар и еве нивно видување го кажа следново, и покрај тоа што викат има изградено нов клинички центар во Ниш, тамо 2016-17, бројот на пациенти кои што се лекуваат во клиничкиот центар Србија во Белград, последниве 2-3 години е зголемен. Значи, мораме ние како држава, по мене, треба да ги развиваме сепак и регионалните и клиничките болници, меѓутоа еден голем современ клинички центар со капацитет доволен треба да имаме. Еве и гледаме и во некои вакви пандемии, во некои вонредни услови, навистина сметам дека треба да имаме болнички кревет некогаш и вишок. А партиите се мешаат уште? Се мешаат, како не. Сами знаете дека се мешаат. Едноставно јас сакам и викаме здравствената политика, нормално е да ја прави партијата, политичарите, меѓутоа треба малку да се слуша и мнението на професионалците. Бидејќи успехот на политичарите ќе биде поголем, навистина ако го слушаат и мислењето на професионалците, тоа е по мене. Да нема суета. Да. Што е оно што најитно треба да се направи? Сега гледам дека нови министрот е нормално фокусот е на онкологија, тамо продолжуваат протестите, но што е најитно, од каде ние треба да почнеме? Велиме образование и здравство се клучни темели на една држава. Нас тие ни се девастирани, урнисани можеби не, меѓутоа така како функционираат, колку да функционираат. Што е најитно, освен ова со вработувањето, што треба да се направи? Најгорлив проблем тоа е вработување. Не можеш да имаш ти квалитетен здравствен систем во една болница ако ти фалат човечки ресурси. Малку некако одите на клиника од луѓе како што зборуваат и сега ќе примат некој ќе ви речат идете до аптека купете си ова, немаме тоа. И тоа, и тие позитивната листа на лекови треба ностоп да се актуализира, значи да има современи лекови, квалитетни лекови од реномирани брендови на вистина. Реформа да има во примарната здравствена заштита, многу ми е желба да може да се отворат тие затворени рурални амбуланти, да им се олесни на луѓето, особено во руралните средини, пристапот до матичен лекар и она што кажав, што поскоро да ги доекипираме помалите болници, бидејќи ни се ронат. Ова е многу голем проблем. Специјалот за 8 септември што го правев за денот на независноста на 24 го завршив со прашањето ќе не бидели. Ќе не бидели. Јас мислам дека ќе не биде. Еве особено трендот на пристапување кон Европската унија би рекол треба да ни биде еден репер како треба да се однесуваме. Во тие поглавја, во тие критериуми не се за џабе. Мораме ние да се придржиме, мораме нешто да исполниме, да направиме за да не биде. Така што искрено еве како помлад човек верувам дека ќе не биде. Добро. Јас ви посакувам прво многу успех понатаму во кариерата. Одете во Саудиска Арабија, тоа е што е помогнете таму, знам дека ќе се вратите чиме на 3 месеци, но како се вели, потребни се вакви доктори, искрени неврохирурзи, буквално од секоја сфера на држава и веројатно сите заедно можеме да со наша совест секој да придонесе кон подобро утре. Пред се почнувајќи од самите нас граѓани во однос на здравствена култура, сообраќајна култура, генерално на култура, па потоа и со оно за кое што говоревме до сега. Ви благодарам многу што бевте гостин во студио 10. Ви благодарам и вас на поканата. Доцент доктор Владимир Жендевски, неврохирург од клиниката Универзитетската клиника за неврохирургија во Скопје и поранешен министер за здравство, гостин во студио 10. Правиме уште една пауза и се враќаме назад. Видете со нас.